Во петокот во трговскиот центар кочанчани имаа можност да се запознаат со условите кои ги нуди владата на Република Македонија и Министерството за труд и социјална политика преку проектот Македонија вработува 2. Проектот е наменет за работодавачите и истиот опфаќа 4 категории на невработени лица, изјави раководителот на Агенцијата за вработување во Кочани Звонимир Паунов. Целта е поблиску до невработените лица и до работодавачите да го представиме овој проект со кој работодавачите се ослободени од плаќање придоноси за невработени лица кои што ги исполнуваат условите со овој закон. И треба да напоменеме дека овој закон, односно проектот Македонија вработува 2, трае до 27.6.2017 година. Па за таа цел ги повикуваме сите оние кои што мислат да го зголемат бројот на вработените, да го искористат овој закон со кој ќе бидат ослободени од придонеси. Овде постојат 4 категории на невработени лица кои што се опфатени со овој закон, односно лица до 35 години, каде ослободувањето од придонеси е до 3 години, со тоа што врската на работодавачите е уште 1 година да ги држат лицата на работа. Исто така за лица од 35 до 50 години, каде што ослободувањето од придонеси е до 5 години, со тоа што обврска на работодавачите и овде е најмалку 1 година да ги држат лицата на работа. Трета категорија е лица над 50 години, за кои ослободувањето од придонеси е до 5 години, со тоа што работодавачите немаат обврска, после изменувањето на тие 5 години да ги држат уште најмалку година дена како кај претходните две категории. Исто така, треба да напоменеме дека овде кај лицата над 50 години промена со претходниот проект што беше Македонија вработува 1 е исто како и кај другите категории, лицата 3 месеца претходно да не биле во работен однос. И четврта категорија е за лицата над 58 години, каде ослободувањето од придоноси е до пензионирање. И пета категорија е за лица од ранливи категории, односно лица кои примаат социјална помош и слично. Така да и овде ослободувањето од придоноси за работодавачите е до 5 години, со тоа што и кај овие лица има промена, односно 3 месеца претходно не треба да бидат во работен однос. Инаку кочанчани за претходниот проект Македонија вработува 1 за ослободување од придонеси поднеле 1405 барања. Па затоа раководителот Паунов ги повикува сите работодавачи или вработени лица да понесат барања и за новиот проект на Министерството за труд и социјална политика и владата на Република Македонија.